Со традиционално и спектакуларно фрлање на капите денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше промовирана 14-тата генерација на абсолвенти. Досегашниот ректор на универзитетот професор доктор Замир Дика во своето обраќање кон абсолвентите рече дека е помотивиран од минатата година. Ситуацията дошла раш се види некалуар. Бидејќи денес сите овие вработени што се пред вас во тесна соработка со нашите меѓународни основачи и во коалиција со вашите родители, кои во вакви околности веруваа и инвестираа во вашите универзитетски студии, сите предводени од меѓународните вредности на европскиот простор на високото образование и западноевропската цивилизација, успеавме да ја одржиме автономијата на универзитетот во овие околности на непредвидени тешкотии. Овој универзитет сега универзално признаен како модел на високообразовна институција во регионот. Дигитализацијата, персонализацијата на знаењето, академските перформанси, интерактивната комуникација, практичните компетенции се уникатни стратегии на вашиот универзитет кои ви овозможија да се вгради културата на квалитет во вас и да стекнете современи знаења и вештини прилагодени на потребите на пазарот на трудот. Министерот за образование Арбер Адеми ги советуваше абсолвентите никогаш да не престанат да учат, бидејќи знаењето е најсилното оружје за да ги остварат најголемите победи во животот. Të gjithëve u dëshiroj që sa më parë të realizojnë planet. Ова е млада генерација за која што сум сигурен дека има потенцијал и перспектива и дека не погрешила во изборот на факултетот. Овие млади луѓе ќе бидат идните лидери во многу сфери и сегменти на општеството, врз основа на областа која ја проучувале и врз основа на знаењата кои ги стекнале во текот на студиите, под водство на истакнати професори и експерти. На сите им посакувам што поскоро да ги реализираат своите планови и цели. Јас лично сум убеден дека сите се подготвени да одговорат на предизвиците на пазарот на труд или од друга страна да продолжат со повисоко ниво на студии. На денешната церемонија присуствуваше амбасадорот на САД во Македонија Джес Бейли, кој рече дека во неговата земја оваа церемонија се вика вежба за нов почеток. You also have an opportunity. Вие имате и можност и обврска да бидете ангажирани и понатаму на Универзитетот на Југоисточна Европа и да ја осигурате неговата трајна иднина. Основните принципи на универзитетот, неговата независност, неговата разновидност и неговиот квалитет не треба да се зема здраво за готово. Во САД многу универзитетски алумни и понатаму се вклучени во своите универзитети, како донатори на пари или време, како членови на одборот, како лидери на општествените активности, преку асоцијацијата на алумни или преку промовирање на своите универзитети на потенцијалните студенти. Церемонијата на промоција на абсолвенти на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, која секогаш е по примерот на европските и светските универзитети, вклучуваше и прогласување на најдобрите абсолвенти од секој факултет, како и забавен дел со музика. На свечената церемонија по повод промоција на 14-тата генерација на дипломци на Универзитетот на Југоисточна Европа традиционално присуствуваа родителите и роднините на абсолвентите, професорите и други гости. По повод видовденските свечености, културно-уметничкото друштво Свети Сава од Тетово денес во дворот на црквата Свети Атанаси во населеното место Брвеница организираше избор на представничка на изборот на косовска девојка. 3 девојки од Македонија ќе учествуваат на овој избор што ќе се одржи на 26 овој месец во Грачаница, Република Косово. Друго, морамо да се захвалимо и нашем домаќину Брвеница,
Мораме да се заблагодариме до општина Брвеница, како и до владиката Тетовско-гостиварски господин Јосиф, што ни дозволија за прв пат да ја одржиме оваа манифестација овде. Благодариме на гостите од Културно-уметничкото друштво Симонида од Грачаница, како и членовите на Културно-уметничкото друштво Глигор Прличев од Скопје, Културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница, триото Гавровски, Немања Тодоровиќ и секако Иван од ресторанот кој ни денес домаќин. На 26 месецот ќе биде изборот на најубава косовска девојка. Централната прослава годинава веќе 30 пат поред се одржува во Грачаница. Се надевам дека вие како медиумска поддршка ќе бидете таму. И видjet ćemo tamo da li ćemo da imamo dobru sreću, da nam devojčica pobedi, bit ćemo tamo prisutni. A posle Gračanice odmah nas očekuje sabor trubača, svetska truba Guča, ako Bog da. Onda idemo u Leskovac na Rošteljijadu. На денешната манифестација учествуваа повеќе културно-уметнички друштва. Културно-уметничкото друштво Симонида од Грачаница, Културно-уметничкото друштво Глигор Прличев од Скопје, Културно-уметничкото друштво Свети Сава од Тетово, како и пејачи од македонската естрада. Како специјален гостин на настанот беше Немања Тодоровиќ. Засвираше трубе, заврши се бој, звона звоне, зора свиче, враќам се, роде мој. Ај па, пукни зоро, стару мајку пробуди, па да види кој долази. Според информациите објавени во дневниот билтен на случување на Министерството за внатрешни работи на 15 јуни, петок во 22 часот, на регионалниот пат Тетово-Јажинце, 40 годишно лице од село Доброште Тетовско, управувајќи патничко возило Opel Corsa со тетовски регистарски ознаки, ударил во 10 годишно девојче од Теарце. Поради ударот, девојчето здобило тешки телесни повреди и било пренесено во клиничката болница Тетово, каде и било укажана лекарска помош. Поради сериозноста на повредите, девојчето било префрлено во ургентен центар при комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Тетово.